Вечерва на овој спектакуларен настан од Убавена и здравие го имаме со нас Давид Давидовски Ајкон, по професија новинар. Здраво Давид, како си? Здраво Стефан, одлично се чувствувам прекрасно во твое друштво, така да прекрасна атмосфера на Убавена и на здравие, им посакувам многу успеси. Одлично се чувствувам, ла. Како ти се допаѓа организацијата на овој евент од Убавена и здравие? Прекрасна организација, можам да кажам дека е рама до рама со сите светски организации. Од каде е твојата инспирација за твојата маска вечерва? Инспирацијата за мојата маска е многу банална, затоа што во последен момент ми текна да купам маска од многу обврски, од многу професионални ангажмани кои што наскоро ќе бидат видливи во јавност, да борев дека треба да се купи маска и најдов маска на најбрзото место што може да најдам, а тоа е пазар. Маската кошта 80 денари. Секако изгледаш одлично. Дали мислиш дека луѓето кога се под маска се осеќаат послободно? Да, верувам дека да. Се чувствуваат послободно кога се под маска. Дали тоа е во случај со тебе истото? Не. Јас сум еден ендемски вид човек кој што за жал не е адаптиран на мојата личност за Македонија, затоа што во Македонија повеќето личности носат маски, односно нели се дволични. Јас сум човек кој што сум познат по својата искреност, така да мене маска не ми треба, јас можам да зборувам и без маска. Можам да се согласам со тоа. Од каде ја црпиш твојата инспирација и твојата... Дори женска ти? Дори женска, ајде. Женска и ти ке... Најакот е што не ме ни пипнаш, најакот. Продолжи. Која е тајната на твојата самодоверба? Тајната на мојата самодоверба? Вау, какво интересно прашање. Честоста која што ја гаам во себе во ово општество во кое што владат хиени под знак на наводници, општество во кое што владее хипокризијата како карактеристика на човештвото и честоста ме краси како човек, затоа се гради таа моја голема самодоверба. Кој момент од твојата кариера ти е најдрагоцен до сега? Искрено најдрагоцен е кога на 20 години прв во далечната 2022 веќе година, прв создадов YouTube емисија, кога имаше буквална абстиненција на емисии во Македонија, зборам телевизиски емисии, кога телевизијата сепак беше нагледан медиум, јас бев прв на YouTube кој направи вистинско најбогато ток-шоу прв и после мене се наредија овие другиве. Тоа е можеби љубовта која што ја гаам спрема Македонија, спрема мојот народ, спрема македонската естрада и што сум ги донел најголемите македонски звезди во моите 3 до сега емисии кои што сум ги направил. Како што е познато, за сега твојата емисија Давид на прва е во стагнација. Дали може ни откриеш која е причината поради тоа? Да, затоа што сопственикот од телевизијата без одредена причина ми ја тргна емисијата, така да поздрав до сопственикот на таа телевизија. Не ја знам причината искрено зашто ја тргна, но само знам дека изгуби голем рейтинг. Дали повторно ќе се вратиш на каналите за емисија и дали ќе продолжиш со таа професија? Види, јас по професија сум дипломиран новинар, така да јас и да сакам и да не сакам од тоа живеам, јас живеам од новинарство. Така да, ќе се вратам наскоро, можеби не на некој одреден телевизиски канал, затоа што можеби ќе имам свој телевизиски канал наскоро. Дали тоа Давид крие некоја тајна што треба да ни открие? Да, Давид крие тајна која што за жал сега нема да ти открие, но ќе ти открие дефинитивно, можеби се надевам пред Нова година или после Нова година ексклузивно за Hype TV ќе откријам голема тајна која што можеби ќе биде зенит на мојата кариера. Ти посакувам многу среќа што и да планираш. Која е најсрамната ситуација што ти се случила во јавност? Многу срамни ситуации. Срамни ситуации моментално сега слушам. Довикувања од луѓе, безобразни луѓе се буткаат. Срамни ситуации, например, многу често знам да се сопнам. Значи на прв пат да се сопнам, да сум паднал во јавност и тоа ми било голем срам. Сум пратил погрешни слики на погрешна особа. Тоа ми било голем срам во животот. Тоа. Во ред, Давид, ти благодарам многу за твоето внимание. Зашто не ме прашуваш дали сум заљубен сега пред Нова година? Тоа е одлично ако може да ни откриеш. Давид, дали си заљубен? Шлагворд, нели, на ова интервју. Апсолутно и тоа многу. Дали може да ни откриеш во кого? Ќе откриев да ако се работеше за јавна личност, но не се работи за јавна личност, се работи за личност која што е прекрасна особа, но не е дел од естрадата од јавниот свет. Многу ми е мило за вас, Давид. Ти посакувам среќа во кариерата. Можам да откривам дека последната буква се вика А. Последната буква од нејзиното име завршува на А. Сега вие имате простор да погодувате. Не може да имаат простор, затоа што сите женски имиња завршуваат на А.
Во ред, Давид, фала ти многу. Фала ти на тебе.